Еве да искористам приликава прво да се заблагодарам на овие млади луѓе што се тука денеска. Се формира, ќе се верифицираат мандатите на членовите на собранието на Советот на млади. Понатаму таа е прва и фаза во однос на формирањето на Советот на млади, кој што треба за општина Прилеп да брои 9 членови. Ова е втор мандат. Би сакал да искористам прилика да кажам дека заокружуваме на целина како човек, зашто сум специјално горд, дека како председател на Совет прв пат формиравме Совет на млади во претходниот мандат, еве сега еден втор циклус, што сметам дека дава една поинаква димензија на креирањето на политиките на млади, а и се однесуваме согласно позитивните законски прописи кои што ги има Република Македонија. Имав чест да му се обратам пред собранието како нивни гостин и да ги изразам моите очекувања од однос на овие млади луѓе дека треба сериозно да се зафатат со работа и да ги креираат политиките за млади во општина Прилеп. Очекувам да си направат најдобар избор, има представници онака како што е по закон поканети од сите, тие се вклучени во собранието и се надевам дека од тие 20 луѓе колку што се овде во собранието дека ќе се одберат најдобри 9 представници кои што година би работеле паралелно со Советот на општина Прилеп и би ги носеле заеднички, ако може така да се каже, одлуките кои што се ги тангираат најчесто нив, но и комплетно политиките на општина Прилеп. Која е вашата порака до новиот совет, до новото собрание и до младите воопшто во Прилеп? Токму така и испратив и пораката до нив дека Прилеп, ако некогаш беше лидер по креирање на културен и забавен живот за млади, овие последни 10 години навистина заостануваме за други општини и обврската да се вклучат на сите треба да биде уште поголем предизвик за да ги промениме овие состојби во кои што денес живеат младите. Знам дека секогаш може и подобро, може и секогаш и полошо, но очекувам од Прилеп како град на авангардата, како град пионер во сите работи да и ова поставиме едни нови граници за по кои што би следели други општини, односно овој квалитет кој што го имаме на млади луѓе, знаете, постојано сме надвор на надпревари, постојано представуваме државата, значи навистина има и креатива, има и енергија, ова да се канализира преку овој Совет на млади и да Прилеп добие еден поразличен тек на настани од овие што денес има. Денес присуствуваме на конститутивната седница на локалното собрание на млади на општина Прилеп, тело кое што е чекор пред изборот на локален младински совет. После повикот до сите невладини организации, политички подмладоци и сојузи на средношколци, имавме еден добар број на пријавени делегати и заменици делегати. Чекорот кој што следи е објавување на повик за кандидирање на членови на локалниот младински совет. Да напоменем дека тој брои 9 члена. И после изгласувањето и одобрувањето од страна на членовите на собранието и изгласувањето на новиот состав на Советот, верификацијата на мандатите на членовите на Советот одат пред Советот на општина Прилеп. И со тоа всушност даваме една позитивна насока, втор пат се случува ова во изминатиот период, да имаме формиран локален младински совет, кој што всушност е советодавно тело на Советот на општината. Членовите и председателот на локалниот младински совет имаат право да предлагаат точки на дневен ред, да расправаат во Советот и да бидат постојано присутни на сите седници на Советот на општина Прилеп. Сметајте дека од 2020 година имаме закон за млади и младинско учество и ова е процесот кој што ги вклучуваме директно младите во донесувањето на одлуките и политиките кои што ги креираме на ниво на општина, а исто така со тоа и на ниво на држава. Че ова е директно вклучување на младите во донесување на одлуките кои што ги носат избраниците од народот. Нашите очекувања се да ги развиеме младите, тоест да ги поттикнеме младите да учествуваат во социјалниот живот на општината, како на општината, така и на заедницата каде што се наоѓаат. Ние очекуваме што повеќе млади да се вклучуваат во овие процеси и да бидат глас на општината. Што е оно што според тебе на младите му недостасува во градот? Што е тоа што немаме? Не недостасуваат многу, имаме многу недостатоци, но еден од најважните како што повеќе наврати им кажувано е младинскиот центар во нашата општина. Јас сум Теодора Цветановска, представник сум од Сдруженијето за правна едукација и транспарентност станица 5 од Прилеп. Моите најпрви очекувања од ова локално собрание и
младинскиот совет е тоа тело да функционира во пракса, да не биде само теоретски едно имагинарно тело кое што го има на хартија и кое што ги исполнува законските норми и принципи. Се надевам дека тоа тело навистина ќе функционира, младите ќе можат да бидат вклучени повеќе во донесувањето на политиките и одлуките на општината за самата општина, за самите млади. Се надевам дека младите ќе бидат повеќе мотивирани да се вклучуваат во активностите, бидејќи ние како организација имаме многу голем број на активности кои што ги тангираат младите, но некако не наидуваме на заинтересираност и мотивација кај младите да се вклучат во тие воннаставни активности кои што сметам дека се многу подобри за развиток, за организација, за дружба и слично. Јас сум Динар Лушковски, началник на извинички одред Феникс, тоест програмски координатор. Очекувањата за прво за собранието една пофалба, сите млади во Прилеп се активни во собранието. Имаме 4 невладини организации, 5 представници од средните училишта и 3 политички помладоци, со тоа што може да заклучиме дека 90% од младите во Прилеп и нивните интереси или здружувања се присутни на самото собрание и тоа може да биде знак дека понатаму би имале успешен младински совет кој што нели после првиот мандат, после донесувањето на законот за млади, дека веќе вториот научени грешки од првиот мандат, веќе ќе имаме успешен младински совет и дека гласот на младите во Прилеп конечно ќе се слушни во самата општина и покрај селектирање и екологија Прилеп да биде препознатлив и позитивното делување на младите во општината. Ете истото прашање, што му недостасува на младите, Кои што најмногу ги пречи, што ќе предложите пред Советот на општината Прилеп утре го излезете? Најпрво треба да бидеме обединети заради тоа што ние сите имаме исти цели, не верувам дека сите што сме на масава имаме различни потреби, ние сме млади, имаме потреба од здружување, немаме младински центар, законот предвидуваше во претходната година да имаме младински центар, немаме. Ни треба едно обединување со цел луѓето што сакаат да се оствара во градов да има добар и квалитетен живот. Моментално младите кај гледаат својата иднина во Прилеп или надвор од него? Доколку прашате младите од средните посебно, јас веќе сум завршен и вратен во Прилеп, 90% ќе ви кажа дека сака да замина од Прилеп. Океј да замина, јас сум заминал, но сум видел дека можам тоа што сум го научил надвор да се вратам и да го применам во општината со цел младите што се во моментот во општината да има квалитетен живот. А за да не замине што треба? Младински центар. Комплексно прашање, многу работи треба. Првенствено треба да имаме подобар пристап до високо образование. Имаме само еден факултет во Прилеп. Главната причина за заминување или образование или финансии. Така да секундарно иде здружувањето, да има младите можности да се забавува, да има квалитетен живот во спортски поглед, во едукативен, во меки вештини, во животни вештини. Веќе имаме генерации кои што цел живот и цела младост му поминува во TikTok трендови, никаков квалитет и вредност нема младите.